За јадење имаш ли денеска? Зоки ти оставили вчера? Ти оставили за јадење? Самотијата не носи само осаменост. Иво Марковиќ има 60 години и тука е роден во овој стан во Скопски Карпош 3. Ужасна ареја се шири од внатре. Тој со месеци е оставен на милоста на соседите, бидејќи државата кренала раце. Иво е србин и нема македонски документи, а нема ниту еден роднина, па неговата мизерија е заглавена во лавиринтот од институции кои треба да се погрижат за него. Нема кој да му подаде рака и да го крене од изметот во кој е оставен со недели. Брза помош, итната социјална служба, МВР, Црвен крст, сите овие институции се известени од страна на соседите, но залудно. Екипата на Алфа ги повика од итната социјална служба и брза помош. И едните и другите беа запознаени со случајот и рекоа дека не е во нивна надлежност. Најмногу од се ги интересираше кој се јавува за да пријави. Соседите се очени. Последната гранка за нив е медиумски да се крене случајот, зашто за нив агонијата трае со месеци. Седеше едно време, стоеше на врата, гол се шеташе овдека беше, да луѓе, деца поминуваат, имаме стари луѓе над него живеат, пред 10 дена испокажи прозорите, можете да видите од другата страна. Социјално дојдоа, рекоа не е македонски државјанин. Ништо не можеме, полиција вика не е насилен према вас, само према себе, затоа ништо ние вика не правиме. Да, полиција ги префрла на социјално, брза помош дојде 2 пати и рече повеќе да не викате за него, дури ни инфузија не му дадоа последниот пат, сите кренаа раце, пошто е српски државјанин, последна земавме и у српска амбасада се јавме, тие рекоа ние не сме МВР или ово она, не се јавувајте повеќе ке нас. Според раскажувањата на соседите, институциите очекуваат тие да преземат одговорност и да му ги извадат сите документи на Марковиќ за да може да има здравствено осигурување и да биде сместен во институција. Во Скопски Карпош дошле сите екипи. Соседите зад камера раскажуваа дека докторки од брза помош биле згрозени и не ни сакале да влезат внатре поради смрдејата. До пред 7 години тој живеел со својата мајка која починала. Марковиќ никогаш не извадил лични документи. Соседите велат дека е добар мајстор и дека заработувал поправејќи по куќи се додека лани во ноември не му пукнал чирот. Од тогаш му почнува агонијата. Од болницата 8 септември после операцијата само го оставиле во станот иако знаеле дека му е потребна нега и дека нема кој да се грижи за него. За него е покрената постапка за македонско државјанство, но од февруари се чека началничка во МВР да потпише. Последниве недели тој живее во агонија и чека социјален работник, доктор од брза помош или некој од МВР да му ги скрати маките. Ако во Македонија сте оставени на институциите, ова е сликата што ве очекува. Ниту еден надлежен, не само што не постапил, ниту оставил било каква белешка дека дошол на увид, сведочат соседите.